и во отворено искажување на болката. Вештината во компонирањето на големите сцени во Периплепта особено е забележлива во духовито и пресметано поставените детали. Например, оплакувањето Христово многу би изгубило, гледајќи ја таа композиција во целина, да не беше онаа жена што лелека во горниот дел на фреската со расширени дигнати раце нагоре, со што ја осмислува и сета црташка шема. Рацете на учесниците во оплакувањето се подадени, немирни и активни. Се е насликано драматично. Плачат и тагуваат сите, и тие што се на земјата, и тие на небото. Плачат луѓето, плачат и ангелите. Сево ова покажува дека зоографите Михајло и Евтихи во црквата Света Богородица Периплептос се покажале како добри и зрели мајстори. Цртежот им е сигурен, колоритот изедначен, композициите многу вешто изведени со доста иконографски новини, иако зад себе немале дела кои би им служеле за пример. Главите и рацете на насликаните фигури се фино моделирани, особено кај некои фигури во цел раст. Карактеристични се младешките фигури со широки лица, полни образи и јаки вратови на атлетски тела. Дури и старите пустинаци и архиереите во олтарот се насликани како робусни луѓе, полни со живот и енергија. На фреските во Свети Климент не е присутна староста. Ако фреските се дело на млади сликари, а веројатно и се, тогаш тие, сета младост и сиот свој полет го внеле во насликаните личности. Овде, во Охридската црква, се што е насликано е напнато и звонлидно од чистотата на јасните бои и енергичниот потек на зоографската четка. Но на верникот што ќе дојде во Охрид и побара да види охридски бисер, ќе му биде речено дека го има во Периплепта кај Горна порта. Сликарството во Периплепта е полетно и ново. Го обележува она време во кое едно традиционално сликарство почнува да добива други квалитети, иконографски и уметнички. Фреските во Периплепта стојат на меѓата на две епохи на византиското сликарство. Оние со монументален карактер, кои го исполниле целиот 13 век, и оние кои ја офаќаат првата половина на 14 век. Затоа, со право се вели дека Периплепта представува најзначајна галерија на фрески на средновековното ѕидно сликарство во Македонија. Во групата цркви од 13 век, односно по живоописувањето на црквата Света Богородица, Периплепта во Охрид временски припаѓа и црквата Свети Никола во Варош, зоографисана во 1299 година. Многу наши научници кои го проучуваат фрескосликарството на средниот век кај нас во Македонија, поради богатството од поединечни фрески и композиции, богатиот колорит, како и едно корабниот облик, за неја велат дека е македонска Сикстинска капела. Се разбира, далеко од тоа како вистина, но само како восхит. Навистина чудно како нашите зоографи не сакале да бидат доследни пресликувачи на своите претходници. Напротив, тие се труделе да искажат свое, индивидуално. Иако тематски, содржински, го раскажувале
истото Стариот и Новиот Завет, односно животот на Христос и Богородица и одделни светци, пророци и други. Во фреско живописот на Свети Никола во Варош најуочлив е богатиот колорит. Потоа богати драперии, нијанси од бои кои се преливаат им даваат облина на лицата и реалистични ликови со продлабочени погледи. И тука, во Свети Никола, е присутен драматизмот во сцените каде што се илустрирани Христовите маки. За разлика од првата зона, каде што се насликани фигури во цел раз, и тоа на војни во фронтален став, композициите во втората зона главно се со Христовите маки, како и во Нерези и Периблепта, а подосна и во Полошкиот манастир, овде во црквата Свети Никола. Зографот на свој начин ја изразил болката на присутните при страдањата Христови. Во олтарната апсида, каде што е насликан Архангел Михаел, во композицијата Поклонување на Агнецот, како и други фигури, се сосема различни од преостанатите во црквата. Имено овие се блиски до зографот од Курбиново, со богати барокни драперии, крупни очи и смирен поглед. Драматизмот во средновековното ѕидно сликарство во Македонија продолжува и во 14. век. Тој е најизразито содржан во фреско живописот на Полошкиот манастир Свети Ѓорѓи. Насликани се повеќе драматични сцени и композиции кои зафаќаат и доминираат во наосот на црквата. Зографот на манастирската црква во Полошкиот манастир, одејќи хронолошки по настаните што се случувале со мајките Христови, сцените ги сликал се подраматични, започнувајќи со предавството на Јуда, Христос пред Кајафа, Христос пред Пилат, носењето на крстот на Голгота, за да стигне до најдраматичната композиција – Распетие Христово. Во композицијата Распетие Христово Зограф однесува нови моменти, не само оние што се врзани со драмата. Туку се дадени известни поединости кои композицијата ја одделуваат од познатите истоимени представи во византиската уметност, со што ја прават единствена и осамена. Околу распнатиот Христос десно стои апостол Јован, кој наведнат плаче, а расчекорениот Лонгин